Македонските политичари се само рефлексија на собствениот народ, а тој е толку уверен дека знае се, па не е ни чудо ако неговите избраници не се ни трудат да го покажат спротивното. Туку се подготвени до крај да ги следат неговите навики и менталитет. Вие сте дипломиран правник. Значи, како што вие не можете да дебатирате особено на тема од машинството, така и јас не можам да дебатирам, но имам основни познавања од право. Тоа што секој може да зборува за се, па дури за она за што не е стручен, честопати се покажува како исклучително корисно, особено ако е во функција на воспоставување неизмерна доверба кон водачот. Тогаш и не треба многу да се знае, туку е најважно да се погоди муабетот. Па знаете, премиер, председател, то се по дефиниција осамени личности. Најголем дел од тие што ќе им се доближат, им го говорат тоа што мислат дека тој сака да го слушне. Така и се создава специјален тим на совршени сезнајковци кои може и да не се многу кадарни, ама го октрируваат просторот и времето. И креираат амбиент кој не кореспондира со реалноста и ги предизвикува слушателите на нивните одии без да сакаат да престанат да газат на земјата. Па видете, само во окружувањето на мојот председател и мојот премиер имате луѓе кои никаде ги немаше во моменти кога беше најтешко за СВЦ. И едноставно го затворија кругот за да не може да се пристапи. Во таква ситуација ним блиските експоненти во јавноста чувствуваат обврска да ги протежираат и да ги бранат политиките, но неретко се случува. Наместо да извршат својата мисија, дополнително да ја замрсат, бидејќи рецензијата на искажаното покажува дека тие во желбата да пофалат, всушност обвинуваат. Периодот на назад, неколку месеци веќе на назад, имате ситуација каде што буквално е бришан простор за криминалот во Македонија. Значи, еве, сомнежите се поставени да некаде е некоја мимикрија или одвлекување на перцепцијата на граѓаните. Јас мислам дека таа борба и ќе се засили во наредниот период. Ништо подалеку не се ни нивните антиподи, кои ни помалку ни повеќе водат институти кои за среќа не се од научен карактер. Инаку сигурно во аналите ќе влезеше знаменитиот обид да се конструира сопствено толкување на зборовите на големиот Черчил. Повторно ќе го кажам, а она на почеток што го реков, ова дефинитивно можеби не е крај, можеби не е ни почеток на крајот, но секако јас барем се надевам дека е крај на почетокот. И на крајот, ако зборовите не се доволно јасни, тогаш цртежите на телото можеби треба да се земат како патент преку кој ќе се изразува потенцијалот на идејата што треба да биде пренесена. Пораката е што беше, доста беше. Никогаш не е доста, затоа и треба постојано да се повторува, за да се знае кога навистина е почеток, а кога е крај. Ова дефинитивно можеби не е крај, можеби не е ни почеток на крајот, но секако јас барем се надевам дека е крај на почетокот. That's all, folks.